Во овој серијал ќе зборуваме на теми поврзани со климатските промени и енергетската транзиција и ќе покриеме различни аспекти кои се важни за подобро разбирање и справување со климатските промени. Од тоа што се фосилни горива и обновливи извори на енергија, преку енергетска транзиција до паметно енергетско планирање и финансирање. Останете со нас. Климатски промени. Свесни сме дека е досадна тема. Но пред да се префрлите и гледате рил од некоја мачка како свири на пијано, запрашајте се. Како се уште нема дефинитивен одговор на прашањето што значат климатските промени? Антарктикот се топи, шумите горат, една баба се чешла. Некаде паѓа снег, А некаде се бараат креми со фактор 50+. И додека светот полека прераснува во лоша верзија на Blade Runner, вистинскиот одговор за овие проблеми се уште никој не го знае. Ова секако не ги спречува неизбежните експерти по Facebook да дебатираат на оваа тема. Дали не гушат автомобилите? Дали 5G-то не зрачи? Дали Меган стварно е скарана со кралското семејство? Можеби на мајките им е доволно да си речат: "Абе, со оној харпот не труја." Меѓутоа, нашиот тим се одлучи да навлези во длабоката мрачна страна на ова прашање и да истражува. Одговорот до кој дојдовме? Фалусни горива. Последиците од климатските промени веќе се чувствуваат насекаде во светот. Но особено во земјите во развој како нашата кои немаат доволно финансиски средства да се справат со штетите и загубите. Како и во останатите земји, така и Македонија, верувале или не, има направено список кој ги излистува сите загадувачи од разни стопански сектори и кажува колку придонесуваат кон загадувањето. Ова се вика инвентар на стакленички гасови. Да, знам, добро, мора да поработат на името. Според последниот извештај од 2016 година, најголем удел имаат емисиите од секторот енергетика со 73,7%, пошто следи секторот земјоделство, без шумарство и другите употреби на земјиштето со 11,8%, па секторот индустријски процеси и користење на производи со 8,5% и секторот отпад со 8% учество. Во овој момент, знам дека престанавте да ме слушате и размислувате од каде да се нарачате јадење од корпа, бидејќи сигурно не ни приметивте дека целиот збир на питава изнесува повеќе од 100%. Тоа немаше да го приметам ни јас, да не го пишуваше. Но не се секирите. Не завршивме со бројките. Од секторот енергетика, 51% го сочинуваат енергетските индустрии во кои спаѓаат веќе споменатите фосилни горива. А што уствари значи поимот фосилни горива? Тоа ќе ни го одговори Жарко Конески, раководител на програмата за енергија во Екосвест. Фосилно гориво е необновлив енергетски ресурс кој се создава преку распаѓање на органска материја од остатоци од животни и растенија. Фосилните горива, како јагленот, нафтата, природниот газ и нивните деривати, не се обновливи ресурси, бидејќи се потребни милиони години за да се создадат, а резервите се трошат многу брзо. Во комбинација со кислород, органската материја произведува енергија, но таа е многу штетна за животната средина. Гасовите што се создаваат при согорување се во голем дел отровни за човекот. Согорувањето на фосилните горива произведува околу 21 милион тони јаглерод диоксид годишно, но се проценува дека природните процеси може да абсорбираат само половина од таа количина. Преостанатиот јаглерод диоксид останува во атмосферата. Дали ова навистина штетно за луѓето и за живиот свет околу нас? Процесите на вадење и рафинирање на фосилните горива загадуваат. При вадење нафта, например, може да се истори во морето, да ја загади водата и да ги уништи животинските видови кои што се таму. При експлозии на каменоломите на газ, кои тешко се контролираат, тие горат и создаваат емисии на јаглерод диоксид. Машините и уредите кои користат нафта или нејзини деривати ја зголемуваат концентрацијата на гасови во атмосферата и со тоа го забрзуваат глобалното затоплување и ефектот на стаклена градина. Тогаш, зошто природниот газ не е решение? Еве, јас, например, имам 1 тон природен газ и секој пат мириса како некој думрал.
Ако се задржиме на природниот газ како фосилно гориво, тој се промовира како почист извор на енергија отколку јагленот и нафтата. Меѓутоа, и тоа е фосилно гориво и представува 1/5 од вкупните емисии на јаглерод во светот. Поради штетноста по здравјето, поради глобалното затоплување и поради ограниченоста на резервите, потребно е постепено напуштање на фосилните горива и премин кон алтернативни обновливи извори на енергија. Жарко е во право. Веројатно. Мислам, сепак ја раководи тоа. Ако ја земеме предвид нашата прекрасна рек Битола, електраната без која не би можеле да ги полниме, например, батериите за нашите камери, преку користење на фосилни горива, таа прави толку многу загадување во земјата. PM2,5 частичките што ги прави во воздухот се одговорни за 8,43% од смртните случаи кај возрастните лица. Бројот на случаи кои може да се припишат на популација од 100.000 жители би бил проценет на 152 лица. Ако имате и посериозни бројки, ве молам да ги наведете за да ги употребиме. За да ги... Па затоа, како јога инструктори, мораме се повеќе да се позиционираме кон сонцето. Паметно да го искористиме ветерот и, можеби, барем малку, да намалиме со нашата емисија на природните гасови. Може да отвориме прозор, например.